Во текот на 57-то издание на меѓународната културна манифестација Охридско лето, Министерството за култура го разреши нејзиниот директор. Досегашниот директор Оливер Арсовски од вчера со решение е разрешен од функцијата, а на негово место како нова директорка е поставена Сузана Вренцова, досегашна потпаролка на манифестацијата. Неофицијално, причината за разрешувањето на Арсовски биле сомневањата за неправилностите во неговата работа, за бројни неправилности во набавките и договорите за ангажирање на хонорарците. Исто така, ова е една од низата разрешувања на директорите од културните институции од страна на Министерството за култура. Вчера беше избркана и поранешната директорка на Археолошкиот музеј на Македонија, Весела Честова, која без образложение за време на боледување добила отказ. И добив информација дека од вчера јас сум одјавена без никакво образложение, решение немам. Тоа се случува вон сите законски норми за време додека сум на боледување. За мене ова представува класичен политички реваншизам. Беше повикана трудова инспекција, која што констатираше, замислете во записникот, дека нема никаков проблем за реализација на тоа вработување. Нормално незадоволен од тоа, новиот министер Ала Ѓозовски пушти повтор пат инспекција сега за јакната со раководителот на трудовиот инспекторат и представници од Министерството за култура, кои што повторно ништо не констатираат. Познавачите на законите во Република Македонија точно знаат дека записникот не е основ за отказ, него сега следи решение врз основа на тој записник, кој што они нормално не го исчека. Нормално притисокот од страна на Ала Ѓозовски беше врз директорот тоа да го направи. Воспротивно има добиено закана дека ќе му даде и на него отказ, па ќе дојде некој трет кој што тоа ќе го направи. Значи класичен политички реваншизам. На панел дискусија која беше организирана од страна на ВМРО ДПМН, археологот Владимир Атанасов вели наместо постојано да се инвестира во културата, а особено во археологијата, со ребалансот на буџетот енормно се кратат средствата за оваа област. Сите овие вложувања во македонската култура, односно во дејноста на македонската археологија, ги има направено ВМРО ДПМН. Несомнено е дека се направени во време на владењето на ВМРО ДПМН и тоа главно ударно со тие така наречени капитални проекти кои што најмногу беа интензивни во периодот од 2007, 2008, 2009, 2010 година. Гледаме дека сега со новиот ребаланс на буџетот направен од СДС, гледаме енормно кратење на сумите, особено во оваа област, во областа на културата, односно во областа на македонската археологија. Министерството за култура минатата недела поднесе предлог до владата Законот за престанување на важење на Законот за национален уметник во Република Македонија, кој беше објавен во единствениот електронски национален регистар, пошто треба да влезе во процедура. На ова се огласи пратеникот од редовите на ВМРО, Крсте Јовановски, кој истакна дека ова е порака до сите оние кои го добиле признанието, дека не го заслужуваат, а со тоа страдаат граѓаните, културните уметници и културата во Република Македонија. СДС има пари да вработува и да ангажира дополнителни советници во Министерството за култура, докажани партиски војници, учесници во шарена револуција, членови или управници на невладини организации, членови во соросоидните организации, а нема пари за вреднување на културните успеси. Укинувањето на титулата национален уметник е порака кон тие кои го добиле ова признание, дека не го заслужуваат и затоа таа титула треба да престане да се доделува. Само да подсетиме, изминатиот период од директорските позиции на културните институции беше разрешена и директорката на театарот комедија Јелена Жугич, а на нејзино место беше поставена Мирјана Поповска-Ристов, како и директорот на театарот за деца и младенци Братислав Димитров, а на негово место е поставена Катерина Илиевска.